Еве прифаќам дека е вистина. Што значи тоа? И тука почнува борбата. Тоа е тоа we who wrestle with God. Ние кои се бориме со Бога. Комплетното прифаќање на ова, знаејќи дека тоа произлегува од едно нешто наречено Бог, кој што тврдат дека тоа е вистинита изјава. Не метафорична, не параболична, не така да си објасниме за тоа што тоа е корисно за нас како луѓе и да преживееме во светот. Не. Прво за Питерсон да кажам, колку пати него директно го имаат притиснато да каже дали веруваш во Бог. И колку милиони сати има он потрошено во одбегнување на директен одговор. Без разлика дали верувам или не, вика, доколку ги следите правилава, ќе имате подобар живот. Има една реченица што Питерсон секој пат ја кажува. Откако ќе заврши со избегнувачкиот одговор, он себе не може да си одговори ако е вистина. Еве прифаќам дека е вистина. Не му е доволно. Што значи тоа? Ајде дај си контекст ја на твојот Питерсон Академи. We who wrestle with God. Ние кои се бориме со Бога. Зошто им е познато на нашите гледачи? Одма да кажам, многу сум свесен дека е актуелна книгата на Джордан Питерсон што само што искочи. Со истоимениот наслов. Со истоимениот наслов. Оваа епизода нема да биде за книгата на Питерсон. Ама Го крадеме наслов. насловот толку се поистоветува со мојата причина воопшто зашто одбрав ова да биде мојата прва Питерсон епизода, е што едноставно друг наслов ми немаше смисла. Топши се уклапа. Буквално е како јас, не дека јас сум ја кажал реченицата, ама 100% резонира со чувствата што ги имам ја на таа тема. Како на мене да се обраќа. Неговото име и некако убав сплет. Джордан Питерсон која решил да ја пишува новата книга We Who Wrestle with God, прво е јасно дека и он самиот се бори со Бога, и он самиот преку себе се обраќа на сите ние што можеби се поистоветуваме со него у тој аспект. И ако ти кажам дека најмногу мислена тема ми е ова, нема сгрешам. Знам. Ти кога ги отвори курсевите, ова имало, и уште еден има. И чекај сега, малку. Па после трите ги направам. како да ти дам контекст и вовед сега? Затоа што ми е колку курсеви со ова, не е еден. Ова се спојка од три. Дури да доам до курсеви има приказни. Ај, окей, вака. Почни од негде. Па ќе склапаме напред. Муабетот ми е што бев и се уште сум, односно во овој момент веќе не, во недоумица во кој формат да го раскажувам ова. Дали да биде анализа на курсевите, да преку анализата на курсевите на Питерсон Академи, дали да биде референците од вистинските книги, го држам Новиот Завет у рака, дали да биде мојот личен пат, што се однесува на насловот, и одлучив идејки навака да биде преку мојата лична приказна. Нормално. Нишката ќе биде буквално моето борење со Бога. Тоа ќе ти кажав, од кај да почнам, почни прво од зашто и како ти има тебе ова повлечено, зашто имаш кажано поише пати дека си била атеист у младоста. Да. И мислам scientific oriented е или тоа или ништо и готово, тој камп. И како старееш, односно зрееш, се вртиш на спиритуалноста и зошто баш ова? Јас те не прашам. Кога и како почнува борбата со Бога? Да. Ете, таму почни. Така.
директен одговор на ова прашање е пред 5-6-7 години. Да, 33. Ама знаеш, Знаеш дека најчесто зашо? Исусови години 33. сигурно има нешто. 33 до 40 мажите созреваат или остануваат деца за секогаш. Тие се 7-те години. Клучни. Најчесто се вртат према религија. Да. Најчесто. Зашто јас приметив се случуваш исто. Значи, нема случајност у ништо. Прашав луѓе што разбираат. Нема случајност у ништо. кажа- Иако ја би додал дека гледајки ретроспективно е цело животна приказна. Нормално. Фокусот на мојата експресија како карактер да пристапам кон нешто all in со аналитички ум се дешава пред отприлика таа година. Аха. Разбираш? Од Од тогаш мене ми пред тоа било сингл фокус. од тогаш ја почнувам, колку и да парадоксално звучи ова, од тогаш ја почнувам научно, фокусирано, да се посветам на студирање на религија, Библија и се што е духовност. Аха, за тоа збориш, не за особината. И тоа е као последниот чаптер од патот до сега. Во тој пат, последен, фокусиран, кај што јас се рачунам студент на религија. Читам се можно, читам Библии многу пати, размислувам, гледам луѓе, слушам интервјуа, ме инспирираат премногу луѓе, мислители, религиозни луѓе, филозофи, психолози, актуелни ве сега. И се ова доближување до денешно време, до пред 6-7 месеца кога се појави и Питерсон, мислам Питерсон Академи, нормално пред тоа Питерсон одамна го збори ова. Пред 12 Rules имах таква книга. Абе и ти кога го слушаш Питерсон го осеќаш Многу тоа од често него. зборува. Често он има праено Bible серијал Да. многу пред ова. Тоа бе на колеж со студенти. Поној серијалот што му беше за Стариот Завет, за Exodus. Тоа е Behind the Paintball, тој си го платив на Daily Wire, си го изгледав 8 сата. Нов излезе за новиот Завет. Сите што му се на панелот, сите ги имам, за се што може да се најде на YouTube и материјал, за секој од нив поединечно се имам прочитано, изгледано. Пажофер, Веќе, Бишопот, сите, значи ме знаеш, ја на тоа ти кажам дека од таа возраст до сега сум така посветен. За да конечно пред некој месец се појавува Питерсон Академи и како Зиркаме ние курсови и ти појма немаме што има, ја се логирам, значи платено, почнувам ги гледам веќе кои се. Мене сторителинг, тебе ова ти. И ја 3. И сега за тоа и имаше малце мислење за како да биде крстена епизодата, И за тоа дали што да бидат 3 епизоди, дали ти ми рече не можам, така. све уедно ќе ставим добро. Символизам и христијаните е едниот курс на Питерсон Академи, кој што е од Джонатан Пажо. Тој е ортодокс христијанин, канаѓанец, Ортодокс е православен, така? да, православен и е иконограф. И е мислител, јас стварно не знам што друго работи човекот, освен што прави икони и присуствува на панели и дискусии за символиката и христијанството. Тоа е едниот курс, 8. Објаснувавме за Питерсон Академи, Да, се знае више за 8 што збориме. 8 цели 8 сати, предавања, 6, lectures. God, the Bible and humanity. Ова е друг. Бог, Библија и хуманизам. Humanity е човештво. Човештво Хуманизам ти. е друг курс од Бишоп Барон.
Значи ова е бишоп, ова е католик и е буквално како одреден од некој си католик црква, не знам каде, да биде како како се вика, не брендом, како лице, како Добро бе, face off. јавно лице на религија, затоа што е предобар оратор, постаре такво Пријатен за разбирање слушање. има и он е католик. Негов курс има цел и има The Sermon on the Mount, што преведено, ова не е мој превод, го вика беседата на гората. Односно, тоа е директно цитирано обраќање на Исус од планината. Значи, кој е малце поубаво запознаен со Библијата и Новиот Завет, нели ги знаеме 4 евангелија, па после тоа се писмата од апостолите и така натака и така натака. Во 4 евангелија, иако секој од тие 4 е различно сведоштво за последните денови на Исус, во секој од нив има цитати, чи директни реченици од Исус, ама обраќањето на Исус од планината е најдолгиот ongoing цитат, како буквално предавање. И сега Питерсон лично има курс на Питерсон Академи, што е цел само за ова. Каква будал? Само за обраќањето. The Sermon on the Mount. Беседата на гората. Тоа Питерсон го предава. Тоа е курс на Питерсон. Други 8 сати. Што значи, јас се зачленувам Питерсон Академи, ги гледам тие 3 све друго игнор, затоа што е буквално 24 сати. the pinnacle, значи врвот на моето студирање. До тогаш рачунај дека ми е истудирана Библијата многу пати, кој што имаме зборни епизоди, се посветувам комплетно на Од книга курсов. Mere Christianity до најкомплексниве разглобени. Нема, значи, не криеме тука. Свесен сум дека на многу пати у подкастов го имам начнувано ова и секој пат кажувам ќе има прилика кога ќе кажам ова е таа прилика и пак осеќам дека ни 1% нема да се искажам и тоа го сватив. Сакаше со Mere Christianity, ама рече ај не, курсевите. Да. И еве епизодата. Тоа ми беше таа една недоумица што ја сватив, присилен бев денес да се помирам дека најголем експерт можам да бидам за својата приказна. Апсолутно. Ова све друго сум тотален турист и студент. Така си. Се што ќе кажам, јас сум студент и се трудам само да научам што повеќе можам и некако низ себе да си го склопам погледот за светот. Толку. Fair enough. И за тоа така присилен бев, не може да се правам дека знам ништо од овие курсеви. Не може да се правам дека разбирам комплетно символиката цела на Библијата. Не може да се правам дека разбирам комплетно значењето на тој говор на Исус. Никој не го тврди тоа, нити смее да го тврди. Не. И овие пробуваат да си го објаснат сами на себе. Джордан Питерсон пробува. Негов е курсот. Негов е курсот, негова е книгата и он самиот мислител на современото, еден од најпознатите мислители на современото време, самиот е во истава ситуација. Уште бар. Така што решив, ја ќе ја раскажам мојата приказна Најубаво. и во еден момент ќе посветам, јас сепак некој, Каде? јас си го пратев курсот као студент и тука има све запишано. Ако бе трниш Ама од тоа е твоја, ќе тоа. се спојат приказните, што има врска. Сега. Како те за Голицко е тебе и кога? Ти убаво кажа, исто и ја го имам начинато неколку пати. Ја поголемиот дел од животот си се сметав дека сум атеист. Не као одбрав да бидам атеист, него дури имаше, може и сум одбрал. Некаква
Ако нема факти не верувам, тој стил беше нешто. Не, Многу science oriented. има, ова е нешто што си го запишав и па уште сега get it over with. Има нешто што се вика ароганција од тип на интелектуална надмок. Да. Нешто што ме нервира највише на свет. Да, и ја на оваа тема бев таков. На тема наука или религија, ја бев од оние што нема нешто што не разбирам од наука, твој е проблемот што ти не разбираш и јас сум сега интелектуално надмокен. Арно, ама, од секогаш сум го осеќал тоа у себе и од секогаш сум се фаќал како сам себе се правам лош. Со сила. Со сила. И тоа од секогаш ми било некоја црна дамка. Ти смета, го правиш сепак. Да. Што ми стоела таму, што ми кажувала, ај не се прави многу паметен, самиот памет што го користиш, ти кажува дека не си паметен. И тука и доаѓа еден друг момент на мрза и срам, што ме тера да таа црна тачка, што знам дека е тука, Игнорираш? ја тргам на страна и сикам друг пат. Не кажа ти. Друг пат, не ми треба да читам, ама некад ќе прочитам и уште поише ќе бидам спремен да ве убедувам. Таков момент. Ке ви ја истражам темава поеќе. Ама да се вратиме уште порано. Многу рано, уште во детство, нешто што сакам да доловам е дека дистинкцијата што често ја правиме, тело, ум и дух. Размислувајќи на оваа тема, самиот ми падна чудно како толку јасно ми било дека ја имам, дека дух и тело ми се две посебни работи. Мене искуствено, од многу мал, ми е тотално јасно дека јас со големо Ј, сум духот, а телото ми е дадено. Јас не сум телото. Да. Ја ова го имам сватено и ова го имам кажано и на нашиот подкаст, а и као гостин на други подкасти, дека моите спортски успеси никогаш ги немам доживувано како личен успех. Како логистика на телото му правиш, така ги Да. свикаш. Мене ми е дадено тело способно за овие работи. А јас, Душата. тотално одсечен од ова, Кога имаш задача да го обслужуваш. За тоа што ја не знам како поинако го опишам, човече, од мало дете се осеќам така и тоа чувство никогаш ми нема снемано. И во најатеистичките денови Тоа си стои, а? тоа си стои. Ама нема И врска. не сваќам дека јас зборам религиски ствари. Значи ја можам да дебатирам на тема атеизам и наука и религија и да се правам паметен и арогантен, а ако треба да збориме за тело и дух, да, јас сум дух, неопипливо, непостоечко, нема наука што може да го дефинира. Тотално прифатено, искуствено, тачно знам све. Да, телото. Можам ја физиката и биологијата на телото да ти објаснам до атом. Нема проблем, мојот научникот у мене све знае. Све знае телово како функционира. And yet, у исто време, И ова веруе. Тоест убеден дека постои, не веруе. не ни мислам дека треба да се убедувам. Така се доживувам. Јас се доживувам како дух, одсечено телото, на тоа јас му е подарено ова тело, и еве, by the way, мали, пробај се, Трче. пробај се и види што тело сме ти дале. Да бе.
Од првиот момент кога сваќам ја дека сум